Да, како што најавив, остануваме на тема образование и наука. Им велам добро утро и добре дојдовте на Митко Димовски, директор на гимназијата Орце Николов, и на Александар Сибиновски, директор на Владо Тасевски стручното училиште за ПТТ. Како сте? Добро, благодарам на поканата. Одлично се чувствуваме. Така. Предстојат уписи во средните училишта во Македонија. Основците завршуваат. Им предстои нова фаза животна и нови училишни предизвици. Дали средните училишта во Македонија, образовниот систем е подготвен прво да ги запише, а потоа и да ги прими и соодветно да одговори на потребите во образовниот систем, со оглед на тоа што поминавме еден исклучително турбулентен период, нели, две пандемиски години во кои може да се каже дека учебните години беа се освен нормални, старо нормално, како веројатно сега се вратија на со физичко присуство настава, меѓутоа во која фаза сме сега? Во која фаза сме сега? Значи, ние минатата година уписите помина во најдобар ред, мислејќи на тоа дека образовниот процес не смее да има прекин. Се подготвувавме малку поинаку за разлика од минатите години, со насоките кои што ни беа дадени од МОН, така што гужвите кои што пред тоа сме ги имале при уписите, имаше голема навала низ годиниве. Беше решено на тој начин што уписите беа направени така да бидат во повеќе денови, да не биде во ден-два, туку во 4 денови. Доаѓаа по одреден распоред кој што училиштата го изготвуваа со цел да не се ствара, значи, гужва, да може непречено да процесот да се одвива во сите училишта. Распоред согласно кои критериуми? Локацијски? И локацијски, меѓутоа и на начинот на прием на документи. Значи, до минатата година учениците со физичко присуство, односно и нивните родители и старатели, треба да ги донесат документите во училиштата, со тоа што разликата оваа година од минатите е малку поинаква сега. Учениците од оваа година ќе може да аплицираат преку линк, односно до порталот за e-услуги.mon.gov.mk, со цел да аплицираат директно преку интернет. Што значи тоа? Тоа значи дека тие електронски ќе треба да ја пополнат пријавата со сите лични податоци кои што се бараат од нив, вклучувајќи ги сите свидетелства, дипломи кои што ги имаат добиено, значи ќе може да ги сликаат, ќе може да ги скенираат и на тој начин ќе имаме увид за една прелиминарна листа. Училиштата веќе се подготвени, бидејќи имавме 2 дена обука на кој начин тоа ќе се спроведува, со тоа што значи, на 14 и 15 јуни учениците аплицираат преку порталот, односно преку линкот, а на 16 и 17 јуни оние од прелиминарната листа кои што ќе бидат примени, доаѓаат со физичко присуство да донесат целокупната документација. Ако има поголем одзив отколку што се предвидени број на места за упис, ќе има тестирање? Па тоа и низ годиниве важеше, меѓутоа на бројката е конкретно кај нас, можам да кажам, за 285 места имало и преку 300 пријавени, со тоа што може би повеќе, имало околу 400 пред години, со тоа што главно доаѓаат ученици кои што се со 5.0 просек, пак ќе речем зборувам кај нас, и на некој начин се прави селекција. Оние кои што се со 2, со 3 повеќе четворки, најверојатно среќата ја бараат во другите гимназии. Меѓутоа не беше случајот така еве минатата година. Значи минатата година најверојатно поради целата ситуација, па и престојната пандемија која што ја имавме тогаш, предизвика можеби мала, како да кажам, конфузија кај учениците, што би било доколку има поголем број на ученици за тие баш квалификациони испити. Квалификационите испити би биле доколку има поголем број на пријавени ученици, иако ние по закон можеме во една паралелка да имаме и до 34 ученици. Значи, доколку се надминува таа бројка, односно доколку има поголем број на пријавени, тогаш одат на квалификационо тестирање, имаме и датуми. Значи, квалификационото тестирање во тој случај, чинам дека беше на 20 јуни закажано, ако има, и учениците тогаш би полагале приемен испит по мајчин јазик и математика. Тоа е на материјал од 8 и 9 оделение. Меѓутоа, праксата покажува дека изминативе години немаме толку енормен голем број на пријавени петкаши, така што мислам дека
не верувам дека ќе има и квалификационо тестирање. Дали тоа што значи дека нема толку голем интерес како порано, значи дека основците се повеќе се ориентираат кон стручните училишта? Како е кај вас Сивиновски во ПТТ? Ќе бидам искрен, на сладки мак е мојот колега и другар Митко, директорот на ОРЦЕ. Не се кај нас исклучиво петкаши, но не е па и дека ги немаме. Интересот во последниве 3 години дефинитивно е зголемен по однос на некои кампањи кои што надлежните институции ги спроведува за да ги имаме учениците се повеќе во средно стручно образование. Во случајот на нашето училиште имаме 3 струки, сообраќајна, електротехничка и машинска, и можем да се пофалам дека во последниве 3 години за некои 30% од прилика е зголемен бројот на 9 оделенци. За која од овие 3 струки што ги спомнавте има најголем интерес? Традиционално најголем интерес има во сообраќајната струка, таму ни е профилот техничар за транспорт и шпедиција, но од годинава имаме еден нов смер, ги следиме оние трендови, актуелни се нели компјутерите, автоматиката. Очекуваме годинава да и во тој смер, односно во тој профил да имаме зголемен интерес. Збунува податокот дека расте интересот за овој сектор, конкретно сообраќај како таков, бидејќи во државата не се случуваат некои промени, инвестиции во транспортниот сектор, нема некои новини и затоа прашувам што е тоа што ги привлекува учениците во таа? Сообраќајниот смер, како смер, е еден смер каде што опфаќа кај нас и транспорт и шпедиција како профил, но и уникатни сме уште по една работа, техничар за железнички сообраќај. Тоа е профил кој што го нема во друго училиште во државава. Така е, нема некои големи тектонски промени по однос на железничкиот сообраќај, да речеме, но транспорт и шпедиција како профил секогаш бил актуелен, бидејќи е одлична основа и за царина, и за шпедиција, и сите тие поврзани гранки. Добро, или да го преформулирам прашањето, ако гимназијата им нуди поширока лепеза на можности понатаму, која е перспективата што им нуди ПТТ Владо Тасевски, например, како средно стручно училиште на децата што ќе се запишат? Во принцип, секое средно стручно училиште малце поголем опсек има на перспективи. И со завршување на средно образование добиваат можност за веднаш брзо вработување, но и доколку продолжат на високо образование, функционира во овој момент оној принцип на дуално образование, каде што компаниите покрај стипендија за време на средното образование, што нудат, добиваат дури и за доколку се запишат на факултет одреден надоместок во тој дел. Нормално за кога ќе завршат да се вратат во истата таа компанија, така да имаат можност и за брзо вработување, но и да напредуваат во кариерата доколку би продолжиле на факултет. Кога ова би било можност, овој ваш настап телевизиски утрово за да си го изрекламирате, односно да привлечете што е можно поголем број на ученици, која е главната предност, дипломата што ја добиваат можеби учениците кога ќе завршат 4-та година, или што е тоа што највака директно би го изрекламирале како врвна предност на вашето училиште? Вака сега, искрен ќе бидам, средното училиште на град Скопје Владо Тасевски во изминативе години вложи толку многу во инфраструктурно подобрување, како и во техничка опременост. Секој ученик кој што би дошол и би станал дел од овој наш тим, би се чувствувал најпрво пријатно, би учел во одлично подготвени училници, прекрасен училишен двор, а по однос за перспективите веќе разговаравме и ви кажав, многу е лесно доколку е добар ученик, веднаш по завршувањето на средното образование да добие вработување. Не би набројувал фирми со имиња, но имаме компании со кои што соработуваме каде што велат дајте нека доаѓаат учениците на пракса, феријална пракса, тоа е еден стручен збор кој што уредува дел она додека се децава на распуст, имаат можност да посетуваат работа кај работодавач и истото тоа да им биде платен. Верувајте, во тие месец дена додека ја посетуваат таа феријална пракса се случуваат многу работи каде што стануваат блиски со своите ментори што утре може да им станат и нивни колеги. Димовски, прашањето исто за вас би било, меѓутоа еве дали например Орца Николов како една од водечките гимназии во Скопје се обидува да преземе некои корисни, односно убави пракси што ги имаат приватните училишта например и да се трка со нив на некој начин? Па не би рекол дека тука станува збор за трка, затоа што гимназиите се една приказна, стручните училишта се посебна приказна. Она што можем да го кажеме дека ние во гимназиските паралелки или во гимназиите различни гимназии нудат различни проекти. Во кој смисол? Значи ние имаме оваа година и години наназад билингвалната француска паралелка, да речеме, доста интересна. Кај вас со соседството тука од Дефис има доста заинтересирани ученици кои што доаѓаат на упис, бидејќи во таа билингвална француска паралелка, пред се наставата се одвива на француски јазик. И на француски и на македонски. Билингвална, па голем дел од предметите.
се А изучува. билингвална англиска имате исто така? Имаме и билингвална англиска, имаме 3 билингвални англиски и една билингвална француска паралелка, која што брои 25 ученици. Значи само таа брои 25 ученици, билингвалните англиски се со 30, останатите се со 30, односно 34. Тоа што реков е интересно и не издвојува, тоа се англиските билингвални и француската. Имаме одлична соработка годиниве наназад и со Францускиот институт, француската амбасада, така што франкофонијата кај нас е присутна повеќе од 20 години. Што значи билингвалното англиско, например, колку од предметите, ако 10 на 12 предмети се вкупно, колку од тие се изведува наставата целосно на англиски или само има зголемен фонд на часови по англиски јазик? Тие деца што ќе учат билингвално? Не, значи некаде 5 до 6 предмети се изучуваат и на македонски и на англиски јазик. Тенденцијата е да имаме квалификуван кадар, значи професори кои што одат на дополнителна пракса обука, односно за изучување на англискиот јазик, бидејќи нели по редот на нештата има професори кои што веќе одат у пензија, не треба некој да ги наследа. Инсистираме да има што повеќе инволвирани професори и по другите предмети за таа билингвална настава, значи да биде комплетна, односно сите предмети да бидат инволвирани. За сега има доста голем интерес за овие паралелки и поради тоа учениците при упис запознаени се со ситуацијата дека доколку се пријават повеќе ученици во тие билингвални паралелки предвидени од конкурсот, ако ние сме предвиделе 90 ученици во тие три паралелки, а има преку 100, тогаш ние правиме интернен квалификационен тест за влез во билингвалните паралелки. Односно, даваме тест на знаење на англиски јазик, за познавање на јазикот, за да може да направиме одредена класификација, за да може да влезат оние ученици кои што ќе покажат нели поголем успех во познавањето на англискиот јазик. Но тоа не значи дека останатите кои што нема да влезат во тие билингвални паралелки, ќе излезат од училиштето, тие си се прераспределени во оние обичните паралелки кои што. Така. Симиновски, вашиот колега Димовски спомна дати за упис. Дали се тие важат на ниво на сите средни училишта, без разлика дали се гимназии стручни? Да, и кај вас истите дати? Така, за упис? уредено си е тоа во конкурсот, важи за сите средни училишта во државата. Како што кажа Димовски, 14 и 15 електронски на порталот поднесуваат, а веќе на 16 и 17 доаѓаат кај нас во училиште со физичко присуство да ги на некој начин исконтролираме, односно да се направи тој мечинг на тие документи за да ја потврдиме веродостојноста, бидејќи нели само да ги донесат физички документи. Истите оние кои што ќе ги поднесат електронски ги носат со физички. И кај вас нема да има тестирање дополнително? Далеко сме од тие работи. Тестирање се случува во ситуација кога ќе ги пополните паралелките, односно ако примате 34 во паралелката, ви имате пријавено 50 и сите со исти квалификации. Меѓутоа имате доволен број. Колку деца се запишаа на пример минатата година? Вкупно во прва година запишавме 285 ученици. Во Владо Тасевски инаку имаме паралелки на македонски и на албански наставен јазик. Запишуваме вкупно 10 паралелки на македонски наставен јазик и 4 паралелки на албански наставен јазик. Смеровите веќе ги кажав, тоа се во 3 смерови. Очекуваме годинава да, ако ништо друго, го повториме тој резултат, но искрено ја се надевам, бидејќи ќе напоменам уште еднаш, од годинава имаме нов профил кој што е многу актуелен во моментов, тоа е техничар за компјутерска автоматика. Очекуваме да тој број дури да порасне. Така, Димовски, вие на крај како апел до гледачите да го искористите, зошто вистинскиот избор треба да биде Орце Николов, а не на пример Ѓорѓи Димитров, Корчагин или некои други гимназии кои се на добар глас во Скопје? Малку неблагодарно е да зборувам за останатите гимназии за конкуренцијата. Меѓутоа можам да кажам дека учениците се вистинскиот репер и можеби би требало да има ученици кои што ќе дојдат некогаш и би гостували, би разговарале на новие теми. Она што Орце Николов го нуди е квалитетна настава, значи одлично подготвен кадар, имаме доста солидни ученици, се реализираат голем број на проекти во нашето училиште во текот на годината и мислам дека нема вистински клуч, едноставно голем дел од учениците доаѓаат поради она што барем тие во анкетите го велат, добриот социјален живот. Задоволни се. Што подразбира тоа? Дали тука станува збори за инфраструктура, сала за физичко, дали ги греете на пример салите за физичко? Секако, значи во однос на инфраструктурата, како што кажа сега колегата, нели ајде да не се фалиме, меѓутоа на вистина во изминативе години доста е вложувано во училиштата.
не само внатре во училиштата, туку имаат и спортски терени каде што можат и по завршувањето на часовите да ги користат. Имаат добра инфраструктура, интернет, мрежа која што за време на онлайн наставата беше од клучно значење. Ве прекинав за социјалниот живот, сакавте да дообјасните што подразбира тоа што учениците го наведуваат како главен имаат поголема слобода во однос на воннаставните активности. Значи во еден образовен процес многу е битно да се стави некогаш акцент и на неформалното образование. Значи сите оние проекти или воннаставни активности кои што ги имаат, значи надвор од наставата, мислам дека тука е клучот бидејќи им даваме слобода на нивно размислување. Отворено можам да кажам дека гимназијалците од Дорце Николов беа прогласени за најгласна ученичка заедница, или скратено УС. И тоа беше пред неколку дена. Фактот покажува дека тие ученици имаат доволно слобода да размислуваат, секојдневно се консултираме. Кога се вели најгласна, се мисли на слободата да ги изразат своите ставови? И своите ставови во однос на она што го работат како ученичка заедница. Така. Како се организирани наставата во смени и во двете училишта како е? Во две смени. Прва значи. смена 7:30 до 1:30, втора смена од 1:30 до 7:30 навечер. И за крај едно прашање за двајцата како директори на средни училишта. Го слушавте дел од разговорот со претходниот соговорник, со професорот Никола Стиков од Универзитетот во Монтреал, спомена систем на оценување според Гаусовата крива. Каков е системот на оценување актуелен сега во образованието во Македонија, или дали тука нешто може да се подобри и дали треба некакви реформи? Како размисла ваше, како педагози пред се? Секогаш може подобро. Добро е што она фама која што низ годините беше дека од основните училишта доаѓаат само петкаши, нели? И дека услов за да се запишат во силните гимназии или беше да бидат со сите петки. Тука ние се соочувавме со еден проблем каде што оние ученици кои што доаѓаат од основните училишта и се со сите петки, уште во првото полугодие доаѓаат во конфликт пред се со самите себе во наставата, дека не е толку лесно како што било во основно. Така што не е случај, минатата година во Дорце Николов се запиша ученици со неколку четворки, што значи дека полека системот мора да наоѓа начин како реално, да кажам, што повеќе реално да се оценуваат учениците, бидејќи сепак тоа е за нивно добро. Бидејќи кога ќе дојдат во гимназиите потоа, па и во стручните училишта, се соочуваат со проблем на недоволен капацитет во основа. Да, тоа. Добро, во некоја наредна пригода би сакал да слушнеме ваши размисли и во однос на наставната програма, оно што им се нуди на учениците. За сега, за уписите, за оној непосреден повод за кој ве поканивме, ви благодарам многу за информациите што ги добивме и се надевам дека успеавме да одговориме на дилемите на нашите гледачи кои имаат основци и на кои им предстојат уписи. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, останете со нас, продолжуваме со редовните содржини во утринската програма на Телма. Најпрво кус преглед на најважните настани ова утро, па останете со нас, подготвуваме многу вкусен рецепт на денот.